Да, убава вест и благодариме на Ивана и на незиниот соговорник што ни ја пренесува ова информација и што ни долови оваа слика и ододе се види дека станува збор за навистина убава модерна градинка, што останува друго освен да посакаме да се множат и градинките, а секако и дечињата во самата градинка. И ни продолжуваме понатаму со убави теми, затоа што ќе зборуваме за книгата. Книгата е секогаш убава тема. Анде Данков е нашиот денешен гостин, писател, автор, кој што пристигна специјално за вас директно од Велес. Анде, добро утро. Добро утро. Ајде ќе започнеме од она што по кој што си познат на јавноста, особено на читателската публика, а тоа се твоите 4 романи. Може да се каже дека си горд татко на 4 романи, така Да, да, точно. Да. Имам една пријателка, писателка од Гевгелија, која што вика дека секоја една книга ми е како новороденче. Да. Така што да, наследство, книгата е наследство, исто како и нели и родот. И еве, бидејќи се добро прифатени, работиме понатаму на пишување на романи и се надеваме дека ќе продолжи тоа така нели до крајот на животот. Писателите секогаш ве прашуваме за вашите напишани дела, односно за вашите издадени дела, што претпоставувам многу неблагодарно, затоа што веќе се што е срочено со толку многу зборови, сега да срочиш во 2 реченици, малку е навистина тешко. Ќе те прашам нешто обратно. За она што е во твое владение, а од само причини познати на авторот не е предадено на јавноста. Што се имаш напишано, што и те не излегло од печат? Интересно, да. Па добро, вака веќе и знаат, бидејќи социјалните мрежи веќе ни даваат можност за комуникација директно со читателите. Покрај крими романите кои што ги пишувам, така во позадина пишувам и поезија. Звучи може би чудно, меѓутоа ете, поезијата е нешто што не оплеменува како луѓе нели на крајот од денот. И тие неколку така песни кои што се напишани си се трупаат една со друга. Па еве, откако ќе завршам со издавање на овој крими серијал кој што е замислен во 7 или 8 продолженија, па сакам една збирка поезија. Сега си во криминален филм, да не те чепкаме. Точно. Да не те нервираме. Па добро, видите поезијата и таков момент каде што нели може да се пишува со години, а да не се издаде и многу луѓе тоа го прават. Па откако ќе се соберат доволен број на песни, исто тоа се стави во стихозбирка. Така што се надевам дека што знам за 5-10 години една стихозбирка можеби би сакало во секој случај. Уште како дете, што не е својствено за жал на денешниве нови генерации, најголемиот дел од твоето време го имаш минувано во твојата домашна библиотека. Да, точно. Што се има таму? Па сега веќе се зголеми откако ќе јас нели сам сум си додал неколку рафтови нели и така. Меѓутоа имаше, видите, порано во Југославија доста се посветувало повеќе нели финансии на книжевноста, нели на пишаниот збор, така што сите имале дома некоја си поголема библиотека, нели каде што имало изданија кои што се читале и надвор од оние нели школски клупи, едноставно луѓето биле позаинтересирани за пишаниот збор, барем мислам дека така било и се вртеле, што знам, оние редовни научно-фантастични романи, Жил Верен, па можеби нешто од Агата Кристи, некои класици е така Достоевски и слично, меѓутоа сега веќе оние мои книги кои што јас сум ги купувал дека до животот далеку ги надраснаа од некои што сум ги имал во библиотека. Кои се, нема да прашам детско тоа прашање, твоите омилени книги, но кои се оние книги на кои што најчесто повторно се враќаш и во кои што секогаш откриваш нешто ново? Што знам, еве да, може да се каже оние класиците кои што ги спомна пред малку, дека едноставно не умираат никогаш, нели? Но еве јас сакам да се навратам обично и на нешто што е не фикција, па честопати знам од Ерих Фром да прочитам нешто, дома горе-долу имам 9-10 книги од него кои што се издадени на српски јазик, за жал се уште немаме на македонски многу од него. Едноставно таква некоја си не фикција е секогаш подложна на препрочитување, бидејќи нуди филозофски мисли, нели, и онака баш можеш да го земеш и да го оставиш без да обрнеш внимание на приказна, бидејќи и нема приказна. Значи, како дете најголем дел од времето си поминувал во домашната библиотека, сега со оглед на тоа што живееш постојана на релација Велес Скопје, најголемиот дел од твојот живот го минуваш во автомобил, така? Па не, меѓутоа знам да напишам нешто во автомобил, да.
Се надевам не додека возиш. Не. Знаеш дека и тоа е забрането. Знам. Иако знаеме дека не смееме на мобилен, ама не сме слушнале дека не смееш да пишуваш и на лаптоп додека. На созачко се виште секој. Колку што разбрав, првите твои обиди биле за време на твоите студии, кога имаш напишано кратки раскази. Сега, од оваа временска дистанца, кога ќе ги препрочиташ ти, како ти изгледаат овие твои први писателски чекори? Наивно, но и смело. Па предпоставам дека ќе повеќето писатели така. На крајот од денот, нели, секој еден прв ракопис драфт од било која книга не чини, барем Хемингвей рекол така. Сега што останува за нешто што ни стои во филка дома, нели? Меѓутоа, да, секогаш она охрабрува смелоста на поттикот, така што и можеш на крајот од денот и да ги видиш почетоците визави она што сега излегол, нели, на пазарот, така да кажам. Имаш, го споменам чисто за колку да ловиме повеќе до публиката, имаш една необична духовита белешка за авторот. За себе претпоставам дека е нормално, сам си имаш напишано. Меѓу другото велиш роден сум таа и таа година, не е важно да кажам која година, но велиш во престапна година. И прво си реков што е тоа толку важно, па после малку прочитав дека луѓето кои што се родени во престапна година се посебни, поинакви и особено талентирани. И среќни. За среќни би се согласил, да. А денес е среда, среќна ништо не е случајно. Точно. За среќни би се согласил. Можно да се каже тоа дека така, ако ништо друго престапните години барем секогаш нуделе некои да речеме значајни настани во историјата на човештвото. И излегувањето на моите книги се повеќе како така да првата книга излезе во престапна година од 2016. Ама немој да чекаш сега само престапни години за да излезе далеко некоја од тоа. книга, така? Па Виенски гамбит 2020 исто престапна. И еве следниот роман кој што моментално го пишувам, четвртото продолжение во серијалот е закажан за следната, која што исто така престапна е 2024 година. Може да се каже, да, има нешто со тоа, нели, како ти му дојде оној лип дей, еден ден повеќе во годината. И еве можем и да открием дека дејството на следната книга се одвива баш на тој ден или ден после тоа, на 29 февруари и 1 март 2024 година, така што ќе им биде интересно на читателите. И затоа и малце така оставив простор измеѓу последниот роман Само Бог простува и сега следниот Кобоја Шимару насловен, малку да тлее приказната за да нели да има потоа некој си квалитативен скок и некоја си промена во животот на главните карактери. Имаш и уште други некои интересни моменти поврзани со твојата година на раѓање, па можеби бидејќи ги спомнуваш тие теми во белешка за авторот, можеби тоа ќе се најде во некои од следните. Едното е не знам зашто го издвојуваш дека таа година се појавил компјутерскиот вирус и особено ова ми е интересно дека тоа е последна година кога Холандија освоила некое првенство. Страствен љубеник си во фудбалот, навијач на Холандија. Може да се каже точно, да. Зошто е издвоено тоа како куриозитет, бидејќи нели холанѓаните важат за нација која што го измислила тоталниот фудбал, нели она, значи некој си ниво повеќе на фудбалската игра. Меѓутоа, освен тоа, најпознати се по своите, да речеме, glorious failures или нели некои си потфрлања кога нели требало да освојат нешто. Го имаме тука финалето на светското првенство 76-та, ако не се лажам, или 78 година, да. И едноставно има нешто има симпатично и трагично во тоа, во некоја си пропадната кауза можеби. И таа некоја си нишка и се пројава низ моите романи, низ серијалот. Теа значи поврзаноста. Ајде сега, Анде, мислам, разговоров убаво си го тераме, но главната причина да не ја заборавим поради која што си овде за време на пандемијата започна со една необична, јас вака ќе си ја преведам, онлайн дружба со читателите, така може да кажеме, иако со овие ваши нови терминологии станува збор за буккаст, подкаст, но тоа мора таа форма убаво да им ја доловиме на гледачите за што станува збор. Да, значи оваа емисија насловена книжевни разговори, буккаст книжевни разговори, се роди за време на таму негде средината на пандемијата, конкретно 2020 година, кога се уште бевме под карантини, кога луѓето си бара занимација по дома, нели? Сега подкастот како содржина, нели, таква е емисија која што може да се консумира
и во живо, моментално оди во живо. Меѓутоа првичната идеја беше, нели, покасно едноставно беше аудио верзија која што ја закачував на мојата веб страна и ја споделував во книжевните групи на Facebook, каде што луѓето можеа да ги слушнат тие емисии со домашни автори. Што има во една емисија? Еве за да емисиите се замислени како еден суптилен, поинтимен начин на запознавање на читателската публика со разни домашни автори. Претежно ги бирам современици кои што се, да речеме, up and coming, само што доаѓаат, не се од оние најзвучни имиња, нели? Зошто за да даде... се даде шанса на новите, точно така, да дадеме малку на писателската заедница која што и мене ме префатила како автор, па да дадеме малку назад. И едноставно така се роди таа идеја и еве од фактички од оваа недела, од понеделникот, почнавме со 4-та сезона. Значи за тебе има 3 сезони веќе. Да. Колку епизоди, емисии, како ги нарекуваш? Значи, севкупно до сега имаме 48 емисии. Што значи 48 автори? Па, има некои што се повтори, меѓутоа 40-тина. Да. Како тие реагираа на оваа соработка? Па, необично, онака прифатливо и едноставно, па добро, и сега некој кој е нов и сака, нели, дел од медиумскиот колаж да се земе, меѓутоа најдовна голема подршка, тоа не е спорно. И мене тоа особено ме радува, бидејќи, нели, веќе кога ќе почнеш да креираш некаква вредност, сакаш да имаш фидбек, нели, од заедницата за која што ја креираш. И еве сега и за оваа сезона ќе тераме со исто темпо. Најчесто е замислено по 20-тина емисии или епизоди по сезона. Да, бидејќи и темпото е такво еднаш неделно и горе-доле и веќе потоа се истрошуваш. Меѓутоа публиката како реагира прво пред да преминеме на нова сезона, затоа што разбрав дека ќе има некои измени, ќе апдейтуваш така емисијата. Како реагира публиката на ова? Значи читателската публика доста, значи, е заинтересирана за подкастот, бидејќи како што реков на некој си интимен начин се запознаваме со авторите и со делата кои што во тој еден момент ги вадат на самиот пазар. Еве, првата епизода од нова сезона отворивме со Катерина Шошко и книгата Сукубус, која што туку излезе во издание на издавачката куќа Антолог. И едноставно, така, она се уште немаше промоција направено, па некои автори одвај чекаат да делото на дигитален начин го представат, нели, пред Facebook заедницата, како такво, како ново излезено и евентуално пак и кога има некои автори повеќе книги, можеме да спомнеме повеќе и за целото негово творештво. И еве се обидувам некои пати да ги врзам и гостувањата тематски, па завие кој ќе има саем на книга, можеби од таму директно би се вклучиле и слично. Како ти се допадна улогата на водител? Ми се допадна и затоа и продолжувам. Фала. Може би сум имал некоја желба да така за новинарство додека сум студирал, иако сум економист по вокација. Но јас пак ќе речем во животот е важно што е можно повеќе улоги да одиграме, бидејќи така растеме како луѓе. И еве на некој начин самата оваа улога, нели, водителска си го направила своето, па сум научил нешто повеќе и за таа. Како водител претпоставам дека треба да одговараш и на прашања од Обично поставувам, меѓутоа да, и одговарам. Нема возвратна комуникација? Имаме возвратна комуникација кога, нели, во живо ќе се вклучат гледачи и читатели. Што најчесто прашуваат, што најчесто ги интересира? Па обично се врзуваат на муабетот на кој што, нели, ние го правиме во тој момент. Сега обично имаме и од минатата сезона имаме и наградно прашање за време на секоја една емисија, каде што, нели, оние кои што ќе одговарат точно на некое прашање поврзано со книгата на гостинот кој што гостува, добиваат книга со посвета. Аха, значи денеска така ќе направиме. Тогаш ќе мораш и нешто да го прашаш гледачот или гледачката што ќе се вклучи за книгата, само нема да е многу тешко. Не. Рано се бајле, уште знаеш, да. А кој е најнезгодно прашање што можеби си го добил од публиката? Или ти, или соговорникот? Имало такви или немало? Јас верувам дека обично кој ќе не прашаат кој е ваш омилен домашен автор, секогаш нема еден кој што не е направил некоја гримаса можеби. Затоа што не е фер кон останатите. Па ете така на некој начин, да, меѓутоа секогаш има некој дипломатски одговор, нели? Дека сите се добри, но дека еден остави впечаток. Ајде сега да видиме овој понеделник, така сега пред 2 дена всушност започна новата сезона, овој пат за прв пат си
во соработка со продукција Златен Зап, така? Втор пат, но овој пат е да речеме дека и попрофесионално, па од некој си мини студио во мојот дом истото го работиме, така што верувам дека ќе им се допадне на гледачите и оваа сезона, нели? Која што секој понеделник од 20 часот ќе си оди на Facebook страната на Златен Зап продукција и на мојата страница. Ки има некои промени, нешто изменето или Значи за 2 недели од денес, фактично од минатиот понеделник е јубилејната 50-та епизода на подкастот, така што тука планирам за прв пат лично кај мене, нели, во студиото дома да гостин да седне наспроти мене на фотејата, вака како јас и ти што си разговараме сега. До сега значи сте ги вклучувале да, онлайн преку Zoom или онаа платформа која што користи Златен за продукција. Секако ќе дојде мај сајмот на книга, тука планираме некој вклучување од таму, најверојатно ќе видиме уште, тоа треба да го договориме детално и секако еве правиме некои напори како мината сезона кога Ана Атанасковиќ гостуваше од Србија, се вклучи директно да вклучиме некој автор од соседството од Србија, ќе видиме и затоа секој гледачите ќе бидат со време известени. Да, ајде за оние кои што не се запознани како да се вклучат. Секој може да се вклучи, така? Да, има некои услови што треба да ги исполни? Не, значи едноставно линкот се споделува во живо до декодато емисиите на Facebook, стримаме нели заедно со Златен за продукција и Како овие што првпат сега слуша да речеме гледачи, како тие да се вклучат? Значи само на Facebook ќе се закачат и на мојот профил секој понеделник од 20 часот емисијата тогаш почнува, нели? Значи само Анде Данков да побарате. Да, Анде Данков и тоа е тоа. И секако дека емисијата може да се гледа и покасно, бидејќи се закачуваат на YouTube, нели? Доколку не изгледаат во живо, ќе се изгледаат подоцна на YouTube каналот на Златен за продукција. Ветено сторено треба да направиме, рековме дека ќе доделиме еден од твоите романи на нашите гледачи, но ќе го направиме еве во твој стил. Добро. Значи со некое прашање до гледачот, телефонските линии се отворени, броевите ви се така исто така добро познати. Не се договоривме само како, каде да ја подегнат книгата, дали ќе биде оставена во просториите на Алфа телевизија или Па може да. во некоја книжарница, добро овде во просториите. Да видиме, да вклучиме само уште еден гледач, затоа што имаме само уште 2 минутки до крајот, но еве ги земаме податоците во режија. Јас до тогаш само да те прашам, разбрав дека ова зад нас била исклучително успешна година за тебе и нов роман излезе и си се оженил? Да. Така. И си учествувал на меѓународни книжевни конференции, така? Да, точно, да. И плюс си учествувал на надпревар по падлборд. Да, падлање, да. Падлање. Суп падлање. Тоа е една активност која што заедно со супругата ја правиме во слободно време. И е доста интересно. На еден, двајцата или секој на свој падлборд? Секој на свој, да, две ги имаме дома и баш онака некоја си кондиција одржуваш, па и запишување. Кога може Харуки Мураками нели да трча, зашто да не можеме да веслам. Секако. Еве повели го имаме гледачот или твојот потенцијален читател. Читател, да. На линија, добро утро, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав многу до вашиот гостин. Фала. Значи тоа што го кажа со Златен Зап, ја не го разбрав многу, ама нив ќе ги прашам, пошто и тие ми се пријатели. Добро. Значи јас сакам да се уклучам да ве слушам тамо, да ве гледам, пошто има и на YouTube, па ќе ве слушам и ќе ве гледам, ме Колку интересира. што разбрав, секој понеделник Да, ќе биде од таа 20 седмица. часот. понеделник Од ја знам, 20 часот, но доколку ја пропуштите, ќе имате можност утреден Да, таа, да, сакате на да се YouTube каналот на погледнете Златен за репризата. Да. Да, све си разбрав ја. Сега, знаете што, Јанков, господине, јас многу ја обожавам Искра. Значи, ми дава живот, ми го продолжува животот и би сакала да ве замолам, ако сакате мојата книга, што сакавте да ми ја подарите, да ја подарите на Искра со посвета од Јанков и од Слободанка, затоа што многу ми значи нејзината душа што ми ја дава. Леле, Слободанка ќе помислат здравствени. гледачиве дека ова ни е договор сега. Не ни е. Значи, јас имам здравствени проблеми и Искра ми дава живот. И Ирена да беше тука и нејзе ќе подарев, значи секако двете Значи, ми два давате живота ќе ви дадеме. Да, така да би ви била благодарна, пошто вака лично не можам да ја видам да ја подарам нешто, а би сакала. Ама, Така да- Слободанка, условот за да биде доделена книгата мора да одговорите на некое прашање од нашиот гостин. Ајде, дали знам да видам? Ајде. Ајде да не бидеме многу захтевни. Строги. Во која издавачка куќа излегуваат моите книги? Не слушнав.
Или ајде вака, колку роман има напишано Да, нашиот може. гостин? Битно, пет колку беа? Па 4/5 е напишано. да, на пат. Значи Ние му се да, веќе не во вели право како не, викаме. ти праша напишани, а не издадени, Да. така? Да, Точно, да. точен одговор, готов. Битно е што златен зап му се главни, тие ги запамтив, тоа ми беше најбитно. Битно дека Соработка има убаво со нив, пишува, да. тоа е многу битно. Поздрав многу, ви благодарам многу и само успех ви Поздрав и да. потакувам. Поздрав Слободанка, ви благодарам и јас на јавувањето, да, значи реков не главни, туку соработката сега ќе оди во соработка со нив, така да речеме, со продукцијата Златен зап. За жал толку ни истече времето, но оставам простор за следна средба. И уште не ги поканиме гледачите секако секој понеделник во 20 часот да се вклучат. Да. И да постават квалитетни книжени разговори со некои од нивните омилени домашни автори. А не ти благодарам уште наш многу Фала ти, на Тја. ова твое присуство, особено што дојде од Веле специјално за нас и за нашите гледачи.